Утрово разговарам со Софија Зафировска, советник за оцена на влијанието на индустријскиот развој на животната средина во општина Аеродром. Добро утро. Добро утро. Како сте утрово? Супер. Работно. Општина Аеродром е првата општина која доби полнаш за електрични тротинети кој ќе работи на соларна енергија и ќе биде поставен достапен за сите граѓани во вашата општина. Да, општината Аеродром периодот го постави првиот полнаш за електрични тротинети на сончева енергија. Тоест ние ја крстивме фотоволтаична станица за полнење на електрични тротинети, која во моментот се наоѓа во основното општинско училиште Александар Македонски. Во моментот тоа е на тест период до 1 декември, а потоа ќе биде достапна за сите граѓани. Инаку можам да кажам дека инсталираната моќност на станицата е 1 киловат и истата работи на принципот инвертер и има содржи батерија каде што се складира енергијата, со која што ќе може да се полнат 4 електрични тротинети. Воедно сакам да ја потенцирам дека во рамките на проектот Патока за вашата екопаметна општина се доби овој полнач за електрични тротинети. Проектот беше финансиран од амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија, имплементиран од страна на Центарот за климатски промени и општина Аеродром. Исто така се изработија и два документи во рамките на истиот тој проект кој што се имплементираше 15 месеци и добивме ние водич за екопаметна општина и воедно добивме и инвертар на стакленички гасови. Во рамките на проектот имаше еден куп други активности, меѓу кои едукација во основните училишта, во кои што акцент се даде на подигање на јавната свест на учениците за заштита на предување на животна средина, за енергетската ефикасност и одржливиот и користење на одржливиот транспорт. Да, споменавте вие дел од моето второ прашање преку проектот за заштита на животната средина. Општината е одличен пример за тоа како треба да се работи. За таа цел се, имаше неколку кампањи во општината. Ќе продолжите ли исто да работите? Ги споменавте најмладите, сепак тие се нашата иднина и од најмали ноза треба да учиме дека треба да ја чуваме и да ја заштитуваме животната средина. Континуирано во општината на годишно ниво се вршат повеќе кампањи, се спроведуваат поголем број едукации по општинските основни училишта и градинки, токму за подигање на јавната свест на граѓаните, односно на децата од најмалата возраст, почнувајќи од градинките, па и со учениците од основните училишта. Ние оваа година го прифативме предизвикот и се вклучивме во европската кампања, Европската недела на мобилност, активно се вклучивме, една недела имавме голем број активности во училиштата и градинките. Темата беше движи се рационално, штеди енергија, така да оваа година повеќе активности направивме и со општествено одржливи компании. Во моментот тече едукација на учениците од 4-то оделение во сите основни училишта, фатени се околу 1000 ученици кои учат за на кој начин се управува со отпадот, односно се рециклира отпадот. Завршивме и со субвенциите за велосипеди и електрични тротинети. Околу 300 граѓани аплицираа на повикот и позитивно одговоривме на скоро на сите барања. Го подготвувате локалниот еколошки акционен план? Кон што ќе се насочите? Што е приоритетно? Како Леапот е документ кој е стратешки на највисокот ниво, на локално ниво во општината, така да токму во моментот се собираат податоци, односно се стремиме да ги видиме кои се проблемите што моментално ги имаме во општината, потоа да од тие проблеми се издвојуваат мерки и активности кои понатаму општината ќе треба да ги преземе за истите тие проблеми да се разрешат и воедно најбитно ние кои ни се надлежностите и техничките можности за сите тие проблеми ние да ги решиме. Воедно во рамките на локалниот еколошки план кој е трет по ред што го прави општината, се изготви план за вклучување на јавноста, целосно е вклучена јавноста во изготвување на планот, се спроведе анкета за јавното мислење во кој што граѓаните реално си ги кажуваат
проблемите со кои се среќаваат, пред се тоа е урбаното живење, сообраќајниот метеж, што насекаде е присутен во овакви урбани градови и места. Потоа најмногу им сметаат сметиштата, дивите депонии што се формираат, може би дел од тие самите граѓани ги прават. И пред се тоа што градежниот шут и кабастиот отпад се меша со комуналниот отпад. И уште еднаш ќе потенцирам дека општината превзема се што е во нејзина надлежност и понатаму ќе превзема според своите технички финансиски можности. Да, и уште еднаш подсетување за нашите гледачи да ги оставиме барем за момент автомобилите, да користиме велосипед или електричен тротинет. Точно. Треба да се стремиме кон користење на одржливиот транспорт за да имаме чиста животна средина и квалитетен живот. Благодарам уште еднаш. Благодарам.